Еднодневна екскурзија низ Западна Македонија, од Охрид до Маврово, Галичник, Бигорски. Добро дојдовте на наше патување низ природните убавини на Македонија. Денес тргнуваме од Охрид на кружна тура низ западниот дел на Македонија. Патот не води низ преубавата Дебрца, потоа уживавме во зеленилото на Кичевската околија, го поминавме превојот Стража, продолживме кон Маврово, уживајќи во возењето под овие крошни разлистани дрва и тука ја направивме нашата прва пауза. Маврово е национален парк познат по својата спектакуларна природа, фасцинантни планини и Мавровското езеро. Покрај целата природна убавина по која е познато, сепак оваа црква која сега ја гледате стана иконографска знаменитост на ова место. Старата црква Свети Никола, сместена некогаш покрај, а некогаш во самото Мавровско езеро, е Мавровски лендмарк, туристичка атракција со длабоки историски корени. Изградена во 1865 година и била духовно и културно светилиште на овој крај. Потоа, со градбата на Мавровското езеро во 1965 година била потопена, но заради осцилациите на нивото на езерото, таа повторно се нашла на суво. Иако сериозно оштетена низ децениите кои ги поминала на суво или во вода, црквата е средена, исчистена, во оние денес има импровизиран иконостас и верниците тука повторно се молат. Продолжуваме со патувањето кон селото Галичник, а патот до ова село води низ природни убавини кои ретко каде може да се видат. Така на патот во мај се уште имаше снег кој останал во осојниците под карпите, а на кој најмногу му се израдуваа децата, но и возрастните. Планината Бистра е посебно убава, а во пролет пасиштата се полни со локви вода, мали езерца кои се формираат во пролетните месеци, како и овие стада коњи кои само ја надополнуваат убавината на пейсажите. Селото Галичник со овие живописни пейсажи, културното значење кое го има, некои го нарекуваат диамант на Македонија. Галичник е родното место на плејада познати дејци на Македонија, а тука во лето се одржува и традиционалната галичка свадба, која представува дел од македонската култура и наследство, но и бидејќи ние селото го посетивме во мај, сами си направивме гозба во еден од рестораните во селото, каде јадевме овчо сирење од бачилата на планината Бистра и галичка плескавица, а секако наздравивме и со домашна ракија. Најдете мигови на тишината и уживајте во спокојот на ова прекрасно село. Од Галичник тргнавме назад кон Охрид преку Дебарскиот крај. Попатно застанавме во местото Трница, каде направивме мала пауза за кафе и каде повторно забележавме неколку коњи. Потоа го посетивме манастирот Свети Јован Бигорски, од каде продолживме кон Охрид. А кога сте во природа, секако дека ќе ве сретнат и други домашни животни, како оваа убавица која стоеше покрај патот. Македонија е полна со природни убавини и историско значење. Од Охрид до Галичник и назад, секое место е единствено и чека да биде откриено. Ви благодариме што патувате со нас и до следното авантуристичко патување.